Бев нема. Со денови. За сите, но не и за Серјожа. Му раскажував приказни за една далечна земја, која личи на неговото малечко тркалезно лице. Му раскажував за кочанскиот Афион, та чудесна билка со бел, розов и лилав цвет, за жолтите оризови полиња, со мирис на топлиот ветер и со шепот на реката Брегалница. Му раскажував за синевината на нашето небо, за сините води на нашето море, за сината шарка на нашето знаме. Еден ден синот ме изненади. Мамо, од сите бои најмногу ја сакам сината. Немаше ништо поубаво да се чуе од тоа. Сега заедно се пренесувавме во тој простор и со тоа ги минувавме деновите, годините. А околу нас завиваше сибирскиот ветер како изгладнет волк. Во оваа куќа, на 7 април 1902 година, се роди Малина. Татко и Стефан бил учител во Централното училиште во Солун, откаде со семејството се преселил во Бугарија. Малина завршила матура во Софија. Уште како средношколка, таа ќе стане редовен посетител на собирите организирани од страна на Работничкиот младински сојуз. Во 1920 година, најнапред нејзиниот татко Стефан со помладиот син илегално се префрлуваат во Југославија, а подосна 18-годишната Малина со мајка си Лена и братот Иван, со специјална објава ја минуваат границата со право да заминат во Кочани и таму веднаш да им се јават на властите. Семејството Поп Иванови, меѓутоа, заминало за Белград. Малина се запишала во Белградскиот универзитет на групата биологија. Во своите автобиографски белешки ќе наведе: Кон крајот на 1919 година, како гимназијалка стапив во редовите на комсомолот во Софија, а при крајот на 1920 година во Белград станав член на партијата. Тоа е време кога во Југославија е прогласена злогласната обзнана и започнува жестокиот прогон на комунистите и сите други прогресивни сили. Семејството Поп Иванови се преселува во Скопје. Стефан во почетокот работел како продавач на весници крај Камениот мост, а потоа се поврзал со Скопската партиска организација. Како нејзин истакнат активист, бил избран за член на Покраинскиот комитет, а потоа и за секретар на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. 20-годишната Малина се вработила како аптекарска помошничка во аптеката на Милан Генов. Од аптеката обезбедувала лекови за организацијата Црвена помош, наменета за затворените активисти на партиското и синдикалното движење. Малина наврго станала една од централните личности на партиската активност во Скопје, особено меѓу младината и жените. Во своите сеќавања, Тодор Трпков, еден од предвојните партиски раководители во Скопје, ќе истакне: веднаш по доаѓањето од Белград, Малина се приклучи кон илегалните групи на Комунистичката партија на Југославија и СКОј, во кој разви жива активност меѓу младината и работниците. Таа растураше летоци, брошури, партиски печат, организираше состаноци со млади комунисти и симпатизери на партијата, а кога се обнови друштвото Абрашевич, стана еден од најактивните членови на тоа друштво. Малина Поп Иванова е еден од главните организатори на масовниот закуп на монополската работничка Персида Трајкова. За оваа организирана манифестација на скопските работници, Белградскиот вестник, организовани радник, ќе објави: пролетаријатот на Скопје приреди целосно работнички и социјалистички погреб.
Мртовечкиот сандак беше обоен во црвено и на него беше амблемот на работничката борба – срп и чекан. Кон крајот на јануари 1923 година во Скопје била формирана Независната работничка партија на Југославија, како легална организација која дејствувала под директивите на забранетата комунистичка партија на Југославија. Тоа возможи Скопската партиска организација да го издаде весникот Радничка зора, како продолжение на забранетиот весник Социјалистичка зора. На Втората земска конференција на Комунистичката партија на Југославија, одржана во мај 1923 година во Виена, Стефан Попиванов учествувал како делегат на Скопската партиска организација. Земајки збор во дискусијата, тој укажал на положбата во Македонија по Првата светска војна. Македонија, како и да не постои, таа се граничи со неколку држави од кои секоја од нив претендира да стане нејзин господар. Никогаш ниту една нација толку не претрпела, ниту една земја толку не била прегазувана и пустошена како Македонија. Истата година, на Третата земска конференција на Комунистичката партија на Југославија, беа донесени одлуки по националното прашање. При тоа беше заземен став по македонското национално прашање со залагање за независна и обединета Македонија, како рамноправен член на една идна федеративна Балканска република. Делегатите од Македонија по враќањето одржале состанок во куќата на Стефан Попиванов со членовите на Покраинскиот комитет и Месниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Скопје, на кој се развила широка дискусија за значењето на оваа одлука. Во таа прилика, Триша Кацларовиќ, зборувајќи за положбата на Македонија, ќе напомне: имаме ситуација кога националното прашање во Југославија го бара своето решение. И во таа борба, заедно со другите поробени народи, македонскиот народ ќе најде целосна поддршка во Независната работничка партија на Југославија за решавање на неговото национално прашање. Одлуките на Третата земска конференција ќе најдат на широк одглас во Македонија и Малина Попиванова исцело ќе се ангажира во нивното објаснување и афирмирање меѓу работниците. За тој период Малина Попиванова ќе запише во своите автобиографски белешки: До 1924 година извршував разни задачи по партиска и синдикална линија. Бев прочелник на Петорка, член на градскиот комитет на партијата во Скопје и член на градското синдикално раководство на вработените во трговијата. Бев член, а потоа и секретар на градскиот синдикален совет. Во своите сеќавања Милентије Стоуковиќ подосна ќе напише: една од најинтересните фигури без друго беше Малина. Активно работеше на секаде каде што беше потребно. Работеше најмногу во младинската организација, но беше активна и во културно-уметничкото друштво Абрашевиќ. Беше изградена во специфичен тип на револуционер, чиј личен живот се слеал со политичкиот живот до таа мера што тие се идентификуваа. Поточно, личниот живот Небаре сосема се избришал и сил се претворил во револуционерна работа. Дејствувајќи во тешки и легални услови, Комунистичката партија на Југославија е честа мета на режимските прогони, поради што голем број партиски кадри и раководители се принудени да ја напуштат земјата. Скопската партиска организација по налог на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија ја испраќа Малина Попиванова заедно со Ацо Петровиќ, банкарски чиновник, на школување во Советскиот сојуз. Нејзиниот татко Стефан во јуни 1924 година учествува на 5-тиот конгрес на Коминтерната во Москва, на која, како што е познато, стана збори за македонското национално прашање. За жал, досега нема сочувани поднатоци и сведоштва за неговите настапи на овој конгрес. На пат за Москва, Малина Попиванова известно време се задржува во Виена, каде што треба да добие документи за своето префрлување во Советскиот сојуз. Тука Малина ќе го добие прекарот Краснаја. Преку Виена во 1924 година Малина се префрлува во Москва, каде што станува студент на Комунистичкиот универзитет Свердлов.
школата е завршила со одличен успех во 1928 година, а потоа била префрлена на партиска работа во Југославија. За периодот на школувањето на Малина во Москва и воопшто за нејзиниот живот и работа во Советскиот сојуз, до неодамна не постоеја пошироки сознанија. Благодарејќи на истражувањата на поранешниот дописник на Нова Македонија од Москва, Георгија Јановски, тој период до некаде е расветлен, иако многу работи и денес остануваат без одговор. Први потемелни истражувања за животот и дејноста на Малина Попиванова објави Нова Македонија пред неколку години од авторите Кузман Георгиевски и Саша Маркус. Трагичната судба на оваа предвоена македонска револуционерка длабоко ме трогна, особено периодот на нејзиниот живот во Советскиот сојуз и прогонството во Сибир. Сознанието дека единствениот син на Малина, Сергеј Владимировиќ, порано студирал медицина и дека најверојатно живее некаде во Советскиот сојуз, ме потикна да трагам по него. Како дописник на Нова Македонија, првиот контакт и драгоцен патокас во истражувањето на нејзиниот живот беше средбата со советскиот историчар Владимир Михајловиќ Турок, познат по прекорот Попов, кој што своевремено беше секретар на Георги Димитров во периодот кога овој раководеше со Балканската комунистичка федерација во Виена. Владимир Турок го затекнав во болницата на Советската академија на науките во Москва. Тој беше болен, но брзо си припомна за името на Малина и нејзиниот татко Стефан Попиванов. Се покажа дека токму Турок своевремено издействувал пасош за префрлувањето на Малина од Виена во Москва. Турок беше богат соговорник за времето кога заедно работел со Димитров во Виена и особено изнесе драгоцени сведоштва за македонското национално прашање, што во тоа време било главно во расправите на Балканската комунистичка федерација. Македонското национално прашање во тој период е едно од централните расправи што се водат во редовите на Балканската комунистичка федерација и во Коминтерната. Истакнати водачи на меѓународното работничко движење го кренаа својот глас на протест против страдањата и теророт што се врши врз македонскиот народ. Така во весникот Балканска федерација, кој што излегувал во Виена под уредништво на Димитар Влахов во бројот 103, е поместен прогласот на советскиот професор Петар Коган, некогашен доцент по западна литература на Петроградскиот универзитет, а по Октомвриската револуција председател на Советската академија на уметностите. Тој ке наведе: положбата во која се наоѓа македонскиот народ е најдобар доказ за хипокризијата на темелите на современата цивилизација. Државниците на земјите, кои во наше време ја одредуваат меѓународната политика, често повторуваат лажни фрази за хуманизмот, за правото на самоопределување на народите, за слобода и правдата, додека пред очите на цивилизираниот свет се прави ужасна неправда. Македонскиот народ е распарчен на 3 дела како некое немо животно. Се настојува со сите сили да се уништи националната култура на народот кој зад себе има 1000 годишна историја. Пред очите на сите оние што се прогласуваат за заштитници на малите народи, се затвораат училишта, се забрануваат весници, се прогонува мајчиниот јазик на луѓето, чија единствена вина е што сакаат да живеат по своите обичаи, да зборуваат и мислат како ним најдобро им се допаѓа. Својот глас на протест против теророт врз македонскиот народ ќе го крене и Јуман Јузефович Мархлевски, полски филозоф и револуционер, прв ректор на Комунистичкиот универзитет на западните малцинства од Запад, по кој што оваа партиска школа подосна ќе го добие името и во која ќе биде предавач Малина Попиванова. Мархлевски во написот под наслов "Голготата на македонскиот народ" жолчно ќе осуди бруталноста на бугарската буржоаска националистичка политика спрема македонскиот народ и убиствата што се вршат врз македонските револуционерни дејци. Од своја страна водачот на италијанските социјалисти, Клодио Тревес, во своето писмо до редакцијата ќе постави прашање: зарем е вистина дека во срцето на Европа, едно од најубавите качиња на светот, Македонија, раскасапена со силата на оружјето и распродадена од европската дипломатија, е распарчена и изнакажена од една дива и немилосрдна борба на избезумени банди,
кои смртно се надпреваруваат во колежите меѓу себе. Укажувајќи дека мир во Македонија значи мир во Европа, Клодио Тревес ќе се обрати до совеста на европската прогресивна јавност и таа на Лигата за правата на народите, со барање за справедливо решение на македонското национално прашање. Владимир Турок работел како известувач на Советската агенција ТАСС од Виена и бил сведок на бурни настани од револуционерното движење на Балканот, меѓу кои и на убиството на Тодор Паница во Виенскиот Бургтеатар. Тој на дописникот на Нова Македонија ќе му напомене дека по молба на Бугарската комунистичка партија по војната се зафатил со пишувањето на сеќавања за Георги Димитров, што ги објавил како дел од замислениот труд Улицата на Коминтерната, во која што планирал да помести дел за македонското револуционерно движење. Тој текст во 1968 година бил прифатен за објавување во советскиот неделник Литературна газета, но од неразбирливи причини во последен момент бил повлечен од печат. Трагајќи по сведоци кои се школувале или работеле со Малина Попивановна пред војната во Москва, дојдов до неочекувана изјава. Односно дека во градот Јумен живее незиниот сопруг Владимир Николаевич, кој по смртта на Малина се преженил за Зоја Ивановна, со која имал ќерка Тамара. Бидејќи Тјумен забранет град, во кој странците можат да патуваат само со специјална дозвола, требаше да се бара дозвола од оделението од информативното оделение на Советското министерство за надворешни работи за патување во Тјумен. Таа процедура трае многу долго. Затоа настојував телефонски да воспоставам контакт со домот на Владимир Николаевич. Во разговорот со Тамара дознав дека незиниот татко веќе 2 години лежи неподвижен во постела, односно дека загубил мок на говор и памтење. Исто така додаде дека личната документација на неговата прва жена Малина повеќе не се наоѓа во нивната куќа и најверојатно е понел незиниот син Сергеј, кој веќе 20 години живее одделено од своите родители. Прашав дали е жив Сергеј и каде се наоѓа. Одговорот гласеше: Сергеј Владимирович по смртта на мајка си Малина живеел во повеќе советски градови, а сега работи како лекар во градот Виборг, кој што се наоѓа на советско-финската граница. Московската пензионерка Ирина Окулова Иванова, која денес живее со спомените на некогашното краснојарско комсомолско друштво, на која му припаѓа и сопругот на Малина Владимир Николаевич, ќе посочи својата пријателка Татјана Полјакова Михајловна, украинка, поранешен посетител на партиската школа Надежда Крупскаја, како сведок на деновите кога Малина и незиниот сопруг живеене во партискиот хотел Лукс. Таа ќе укаже на исклучителната марксистичка наобразба на Малина, што било предмет на чести разговори меѓу пријателите на незиниот сопруг, кој исто така важел за расен револуционер и комунист. Па сепак, ќе рече Татјана Полјакова, Малина одскокнуваше од сите нас за едно копје. По завршувањето на Комунистичкиот универзитет на западните малцинства во април 1928 година, Малина присуствувала на советувањето на раководството на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Коминтерната заради отстранување на фракцијските борби во партијата. За таа цел Малина со група југословенски партиски функционери, меѓу кои биле и Ѓуро Ѓаковиќ, Паја Маргановиќ, Марко Машановиќ, Жика Пецарски, Пера Поповиќ Ага и други, истото лето пристигнале во Југославија. Во групата се наоѓал и советскиот представник Владимир Николаевич Сакун, идниот сопруг на Малина. За овој период од дејноста на Малина Попиванова во Југославија не се сочувани податоци. Познато е само дека до одржувањето на 4-тиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија, таа работела како инструктор на Организационото биро на Централниот комитет и тоа во Сплит и Загреб, под псевдонимот Ружа. На 4-тиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија во Дрезден, Малина била избрана за член на новиот Централен комитет. На овој конгрес, како делегат од Македонија присуствувал и пролетарскиот поет Коста Рацин, чие познанство со Малина ќе остави силни траги. Во Дрезден се случи нешто. Еден ден му реков да се прошетаме покрај Елба. Му реков дека Елба е убава река. А Кочо на тоа викна: случајно да не споредуваш со Вардар?
Вардар е сега многу матен, рече тој. Стенка под моите нозе кога го поминува мостот. Зборуваше за Велес, за убавата чаршија, за тоа дека во градите на македонецот роб, цветот, туберкулозата, дека туѓата власт прави големи неправди и се е сведено на тоа да се живее покорно и понижувачки. По конгресот во Дрезден, Малина работи на женскиот оддел во Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, но поради болест истата година со дозвола на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија заминува на лекување и работа во Советскиот сојуз. Тука го добива советското име Елена Николаевна Галкина, во спомен на својата мајка Елена. Според зачуваните документи, есента 1929 година, Малина станала предавач на КУНМС, каде подосна работи како секретар на катедрата по општа историја, а од 1. октомври 1932 година назначена е за доцент. На Универзитетот Елена Галкина работела до крајот на 1932 година, кога неочекувано била отпуштена. Очигледно тоа било во врска со апсењето на незиниот татко Стефан, кој подосна бил ликвидиран како провокатор и советски непријател. Уште при доаѓањето во Советскиот сојуз, Малина наслушнала од исешира сомненија за наводната провокаторска дејност на незиниот татко, но знаејќи ја неговата целосна револуционерна припадност и верност на комунистичките идеали, била уверена дека грешката ќе биде исправена. Меѓутоа, таа никогаш не ќе ја дознае вистината за неговото ликвидирање. Дури во 1969 година во Советскиот сојуз ќе биде објавена неговата рехабилитација по одлуката на воениот колегиум на Врховниот совет на Советскиот сојуз, донесена на 28 ноември 1963 година. Малина наеднаш почнува да чувствува промени во средината во која живее и работи. Нивните пријатели почнуваат да ги одбегнуваат, а се почесто се изложени на проследување од органите на државната безбедност. По исклучувањето од КУНМС, таа работи како партиски инструктор во московското трамвајско депо Бауман. Од една сочувана карактеристика за незината работа, наведено е дека таа работела на политичкото издигнување на работниците, при што задачите ги извршувала со успех, благодарејќи, како што се вели, на своето политичко образование и умење да ги мобилизира масите околу задачите поставени од партијата. Но и покрај ваквите карактеристики, есента 1933 година, Елена Галкина со сопругот Владимир Николаевич и синот Сергеј е прогонета во Сибир. Од потврдата број 139 издадена од страна на директорот на Устаостровската машино-тракторска станица Лоренц Зарудин при Когановичкиот реон во Западен Сибир, се укажува дека Елена Галкина во оваа станица работела како организатор на политичките работи со жените од октомври 1933 година до март 1935 година. Од тие дни сочувано е писмо кое открива дека Галкина живеела одвоено од својот син и дека повеќе пати се обраќала со молба до партискиот секретар да и се овозможи посета на синот во детскиот дом. Потоа Малина Поп Иванова е префрлена на работа во Петото педагошко училиште во Червишево, каде предава историја се до 1937 година, кога е уапсена заедно со својот сопруг Владимир Николаевич. Обвинети се за непријателска дејност против Советската партија и држава. Располагаме со оригиналниот документ за апсењето на Малина издаден на 26 мај 1939 година и подпишан од мајорот на првото специјално одделение на НКВД за Омската област Тихонов, во кој се наведува дека граѓанката Галкина Елена Николаевна, родена 1902 година во град Кочани, Македонија, од 20 октомври 1937 година била држена под стража и пуштена на 26 мај 1939 година поради прекратување на делото. Сергеј Владимирович ќе раскаже како една септемвриска ноќ во 1937 година во нивната куќа упаднале вооружени припадници на Советската служба за безбедност, кои почнале претрес на станот. Пробудена од сон, Малина го држала синот во прегратки и возбудена го следела апсењето на својот маж. Таа била свесна дека наскоро ќе уследи и незиното апсење. Еден месец подосна била апсена и Малина. Почнале деноноќни сослушувања и мачења,
со цел да се добие нејзиното признание. Двајцата револуционери, изложени на тешки мачења и провокации, решително ги отфрлале обвиненијата со кои ги товареле. Истрагата на Малина и нудела брзо ослободување и враќање кај незиниот син, доколку го стави подписот под признанието за вината на својот сопруг. Сергеј Владимирович со гордост ке напомене дека неговите родители храбро ги поднеле сите мачења, не допуштајќи да паднат во стапиците што ги поставувала истрагата. Кога завршив матура, јас сакав да станам геолог, ќе раскаже Сергеј Владимирович, но мајка ми ме проколнуваше да студирам медицина, напомнувајќи дека доколку се повтори страшното 1937 година, како лекар ќе бидам свој човек и ќе можам да им помагам на луѓето, дури и во затворските услови. Најсликовит приказ за тој мрачен период од советската историја дава самиот реферат на Никита Хрушчов, кој во својство на генерален секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Советскиот сојуз го поднесе на 20-тиот конгрес на Комунистичката партија на Советскиот сојуз. Во таа прилика Хрушчов, меѓу другото, го цитирал и писмото на еден истакнат болшевик упатено до Централниот комитет на Комунистичката партија на Советскиот сојуз за страдањата што ги доживувал во затворот на Сталиновиот режим. Јас сум навистина невин, се вели во тоа писмо. Јас сум стар болшевик. Честно се борев речиси 40 години во редовите на партијата, за доброто и напредокот на народот. Да се умре во советскиот затвор и да се биде наклеветен како предавник на татковината, што може да биде за еден чесен човек помонструозно од тоа? Страдањата на Малина продолжуваат со несмалена жестина и по излегувањето од затворот. Во околината таа и натаму е жена која се огрешила на советските закони. Иако за незината работа како наставник по историја во педагошкото училиште во Тјумен ќе бидат искажани најповолни оценки, иако продолжува да биде неуморен активист во политичката работа со жените, незините обиди да биде вратена во партијата и да добие официјална рехабилитација ќе останат без резултат. Доаѓа војната и гладта. Сите незини напори сега се усред средени да го прехрани синот, за кого го дели од устата и последниот залак. Сопругот Владимир Николаевич е на фронтот. Малина се затвора длабоко во себе, напуштена од сите и осамена. Долгите зимски ноќи ги минува со спомените на својата татковина, на своите најблиски. Дали е жива нејзината мајка? Каде се нејзините браќа? Еден настан длабоко ќе затрепери во нејзината намачена душа. Во весникот Правда од 10. август 1941 година, меѓу имињата на учесниците на сесловјанскиот митинг одржан во Москва, од кој ќе биде упатен повик до сите славјански народи за вооружено спротивставување на германскиот фашизам, ќе го прочите името на Димитар Влахов, близок пријател и соборец на незиниот татко Стефан. Особена возбуда таа ќе почувствува во зборовите со кои Димитар Влахов ќе го повика македонскиот народ да ги следи и линденските идеали на Делчев, Карев, Груев и Сандански и во заедничка борба со другите поробени народи да му се спротистави на фашизмот. Таа тогаш горделиво ќе му напомне на својот син дека нејзината партија, Комунистичката партија на Југославија, уште пред еден месец, не чекајќи ги директивите на Москва, ги повикала југословенските народи на вооружено востание. И во наредните години Малина доцна во ноќта ќе ги слуша радио извештаите од Москва за успесите на југословенската народно-ослободителна борба, во која храбро е вклучен и македонскиот народ. Во тие тешки моменти, Малина во мислите ќе се врати на борбата на скопскиот пролетаријат, на масовните демонстрации, на апсењата, но и на одлучноста на Комунистичката партија на Југославија да го организира македонскиот народ заедно со другите југословенски народи да извојува своја социјална и национална слобода. По војната, од обновената преписка со своите некогашни софиски пријатели Елена Димитрова и Велко Червенков, кои ќе станат високи бугарски функционери, Малина ќе дознае дека нејзината мајка Елена Попиванова живее во Скопје.
Тие ќе и ветат дека ќе ја помогнат да дојде во Македонија и да ја оствари својата голема желба, во најтешките моменти да биде крај својата болна и напатена мајка. Малина, со сета своја искреност и доверба, ќе се потпре на нивните ветувања, не насетувајќи дека во нивната спремност за помош се кријат матни политички цели. Во таа долга и мачна преписка можат најцелосно да се почувствуваат потресните страдања на Малина и незиниот силен копнеж да ја посети Македонија. Но, наместо ветената помош таа добива нејасни и неодредени одговори, што ја фрлаат во вистинско очајување. Во писмото до својот брат Иван во Скопје, Малина ќе праша: "Што е со мама? Жива ли е нашата кутра старичка? Се губам во предпоставки и душата ми е изнемоштена, а ништо не можам да сторам. Лена и Вълко не пишуваат. Зафатени се или не сакаат. По секоја веројатност, второто." Но дознавајќи за смртта на својата мајка, Малина ќе соопшти: Смртта на мама, иако сето време ја очекував, ме потресе. Страдам и сега поради тоа што не можев да ја помогнам. Никогаш не можев да се замислам дека Вълко можел така да постапи. Одамна престанав да им верувам на луѓето, но неговото писмо до тебе ме принуди да не му верувам ни нему. А јас толку му верував. Вълко Червенков по смртта на Георги Димитров станува прва личност на бугарската држава, кој што наметнува сталинистички методи на владење и го шири култот на својата личност. Во Бугарија почнуваат масовни апсења и прогонства на честни бугарски граѓани комунисти. Во инфобировската кампања, Вълко ја презема диригентската палка во нападите и клеветите против југословенската политика и раководство и по негова директива се организираат бројни монтирани судски процеси против истакнати бугарски раководители и револуционери, обвинети како југословенски шпиони и империалистички агенти. Негова давнешна обсесија беше, користејќи ја тешката и безизлезна положба на Малина, како истакнат македонски револуционер и предвоен член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, да ја намами во Бугарија. Затоа тој ќе направи се што беше во неговите можности да го невозможи незиното доаѓање во Македонија. Малина, меѓутоа, ќе ги прозре неговите намери и во едно од своите писма отворено ќе му стави до знаење дека таа во својот живот никогаш не сторила ништо од што би можела да се срами и дека е горда на своето богато револуционерно минато. Во меѓувреме и покрај тешката болест, таа го завршува вечерниот универзитет за марксизам и ленинизам во Тјумен. Длабоко разочарана и осамена, Малина Попиванова умира во август 1954 година по тешко боледување. На незиниот погреб излегува речиси сиот град. Посмртниот одар бил изложен во педагошкото училиште, а во прошталните говори представници на разни општествено-политички организации со висока почит зборувале за богатата и плодна револуционерна активност на нескршливата македонка, која што сиот свој живот го посветила на борбата на работничката класа и остварувањето на партиските идеали. Но, за жал, Малина Попиванова краснаја, тој светол лик на македонското и југословенското предвоено работничко и комунистичко движење, револуционер кој на дело го докажа својот интернационален дух, умира во редовите на Советската партија, која сметаше како своја, без рехабилитација од страна на советските власти, кои што само 2 години по незината смрт јавно ги признаа и осудија грешките на Сталиновиот режим.